Добро вечер. Вонредна политичка анализа, предпоследна за ова 2025 година. Мислев дека ќе биде последна, меѓутоа на 30 декември имаме последна вонредна политичка анализа. Веќе четврта година газиме, почнавме четврта година да газиме со вонредни политички анализи и се надам дека ќе трае уште долго време, бидејќи тоа стана еден вид бренд на македонската новинарска, журналистичка, па и политичка сцена. Тука се кажат главните работи, тука се кажат главните поенти, подоцна се презимат од колегите, од политичките субјекти, политичките партии, што значи дека креираме како мал вулкан тука, како некоја лава, тоа се распространува на политичката и журналистичката сцена во Република Македонија. Во неделата имавме емисија за Кочани и сакав да тестирам дали тој тип на емисии се прифатливи или се гледани од публиката на емисијата во Центар. До вечерва некаде 62.000-63.000 прегледи. Бројката е солидна, меѓутоа публиката очигледно, мојата публика очигледно не сака тој тип на емисии. И тоа ќе го имаме предвид во наредниот период. Овој тип на емисии ќе ги погледните, ќе ги анализирате, но во основа не ги прифаќате. Сакате друг тип на емисии или класични политички интервјуа, или класични политички емисии, или нешто така, Удба, КОС, Војна 2001 година и така натаму и така натаму. За почеток, 4 работи. Гледате, ова што го кажуваме 2025 година, го почнуваме 2024 година, меѓутоа крешендо, финале добива 2025 година. 3 или 4 работи кои сме почнали да ја кажуваме, веќе се еклатантно присутни и видливи за пошироката публика во Република Македонија. Првата теза, дека Венко Филипче, читај Зоран Заев и Христан Мицкоски се во, веќе не е ни тајна, полујавна коалиција, односно еден вид на кохабитирање на македонската политичка сцена. И како се движат работите или теркот на политичките разврски, се ми се чини дека Венко Филипче е најсигурен и најстабилен во наводници коалиционен партнер на Христан Мицкоски. Гледате, не може Венко Филипче сега да влези со така тешка артилерија во наводници да го напаѓа Христан Мицкоски, а тоа да не биде договорено со Христан Мицкоски. Знаејќи како функционира Мицкоски и како функционира Филипче и на кое ниво и на која основа ги имаат воспоставено нивните односи, нивните релации, нивната комуникација, сите теми кои го отвора СДСМ и Венко Филипче се претходно договорени со Христан Мицкоски, така што и критиката од една на друга страна е договорена и претходно согласена. И од сите теми по кои може Венко Филипче да пука по Христан Мицкоски, тој одбира темата мигранти. Темата мигранти која се врзува со британскиот кредит, а британскиот кредит се врзува со Александар Николовски. И всушност, отварајќи одредени теми кои претходно се договорени на тие средби Заев, Филипче и Христан Мицкоски, тие всушност покажуваат од каде им доаѓа стравот или што најмногу се плашат или што најмногу се засегнати, а се засегнати од британскиот кредит, бидејќи британскиот кредит, односно тие релации со Лондон, го креват Александар Николовски и всушност тој полека станал доминантен на политичката сцена, не само во однос на ВМРО-ДПМН, туку како што сега стојат работите, ако СДСМ е драматично паднат, без некои видливи можности да биде кренат во една блиска политичка иднина, ако Христан Мицкоски е така заглавен во одредена слепа улица и одредени играчи типот на Тонинјо Менкињо и други блиски играчи на Христан Мицкоски дополнително го туркат и во така слепата улица во која е влезен, целата меѓународна заедница, крупниот капитал во Република Македонија, клучните политички субјекти во Република Македонија, предпоставам дека ќе барат одредено излезно решение. Тоа излезно решение во моментот е Александар Николовски. И кога ќе пукат по мигрантите, тие всушност пукат по односите со Лондон, со Велика Британија, а во овој момент човекот кој е персонификација на тие односи е Александар Николовски. Така што, гледате, и со самиот избор на темите, тие ги покажа своите стравови. Во оној момент кога ќе почне да ги покажа своите стравови, ги покажат и своите слабости. Политичка структура која има евидентни или видливи слабости, има многу неизвестна политичка иднина. Под број 2, Александар Вучич, гледате како полека студентите и студентските протести стануваат најмал проблем на Александар Вучич. Зошто? Бидејќи се друго станува последните неколку недели многу поголем проблем за Александар Вучич во споредба со студентите и со студентските протести. Во било која нормална држава, тој тип на протести,
студенти на улици повеќе од една година и така натаму, се сериозен проблем за било која влада. Освен за влада на Република Србија, бидејќи таму во овие 2 недели така ги навјасаа проблемите, така крахираше целата меѓународна политика на Александар Вучич. Зошто го анализирам Вучич, бидејќи тој има многу битни рефлексии на политичките разврски тука во Република Македонија. Ако го имаме Александар Вучич и го имаме мали Вучич, тој е Христијан Мицкоски, гледајќи што се случува во Белград и како завршува меѓународната политика или политиката на Александар Вучич, за известно време, дали за 1, 2, 3 или неколку години, така ќе заврши политиката на Христијан Мицкоски. И тоа е систем на врзани садови. Проблем со НИС или нафтената индустрија, што ќе рече конфронтација со Путин и со Руската Федерација, па не патува во Брисел и не присуствува на таа конференција, годишна конференција во Брисел, и тоа покажува една капитулација прво во односи со Русија, па во односи со Европска унија, односно со Брисел, капитулира проектот Генералштабот на поранешната Југословенска народна армија да биде од семејството Трамп претворен во огромен стамбен и хотелски комплекс во центарот на Белград, се откажуваат пред 3 недели. Еден министер Селаковиќ може да заврши на топол оброк 3 пати на ден, бидејќи надвор од процедура е водел целата таа постапка, што ќе рече и заладување на односите со Трамп и Соединетите американски држави. Сега се најавува од страна на американскиот трезор некој нов бран на санкции, нов бран на црни листи и така натаму, што ќе рече дека со 3 од 4 клучни субјекти со исклучок на Народна република Кина, Александар Вучич и неговата меѓународна политика капитулираше во последните 2 или 3 недели. Не знам дали приметивте како даваше изјави после неговата посета минатата недела на Брисел Христијан Мицкоски. Е нешто слично како што Никола Груевски почетокот на 2011 година, после средбите со Џо Бајден и Хилари Клинтон, тогаш потпредседател на Соединетите американски држави и државен секретар, тоест министар или министерка за надворешни работи, исфрлен безмалку на улиците надвор од Белата куќа. Е нешто слично, оставен сам, без присуство на европски функционери, изјави даваше Христијан Мицкоски. За разлика од Александар Николовски, нели да ја потврдиме тезата, кој пред 2 недели беше гостин на една од највлијателните think tank организации во Брисел, каде што беше Штефан Филе, одредени видни политичари тука од Балканскиот полуостров, Мицкоски беше оставен сам во Брисел. И тоа покажа во кој правец ќе одат разврските во Србија, што е помалку важно за нас во Република Македонија, и во кој правец ќе одат политичките разврски поврзани со Христијан Мицкоски. Во овој момент Мицкоски може да има недостиг на електрична енергија, може да има недостиг на пари, може да има недостиг на било што, но најголем дефицит има на време. Времето го гази. Знаете, доаѓа во одредена точка кога факторот време веќе не е сојузник на Христијан Мицкоски, туку почна да станува проблем. И човекот кој целата кариера ја водеше и ја темелеше на одложување на проблемите, не ставање по тепих, туку одложување на проблемите, сега во една временска точка тие проблеми ќе му дојдат на наплата. Трето, Доналд Трамп бука, па Трамп ќе направи ова, па Трамп ќе направи ова, па се сретна со Виктор Орбан, па ќе му помогне на Путин, па Христијан Мицкоски бил лидер од Балканскиот полуостров кој има најдобри релации со администрацијата на Доналд Трамп и така натаму. Имаше одредена штих проба од страна на луѓе блиски на Трамп, па и самиот Доналд Трамп, на мала врата да протурка можност за трет председателски мандат, прв мандат, па прекин, Џо Бајден и 2 последователни мандати. Јасно му беше ставено до знаење дека ни под разно не може да ја разгледува таа опција и таа можност. Ова не е Киро Глигоров 99 година па да анализира дали првиот мандат бил согласно уставот на Социјалистичка Република Македонија, а согласно новиот устав на Република Македонија после 8 септември 1991 година му дозволува 2 мандати или му дозволува повеќе мандати. Ова се Соединетите американски држави. Во првиот момент кога Доналд Трамп срамежливо ја спомена можноста дека може да претендира на трет председателски мандат, му беше ставено до знаење дека ни под разно не треба да размисла на таа тема. Што ќе рече дека за безмалку 2,5 години Доналд Трамп е веќе пасе, веќе е минато. И сега е главната битка во Соединетите американски држави. Не дали Трамп ќе има нов председателски мандат, туку дари ќе го замени DJ Венс, што би рекла Гордана Селјановска.
Бидејќи сега сите афери и села енергија на демократите победија во Мајами, каде што немат победено со децени. Победуваат на сите избори со Соединетите американски или на поголем дел од изборите со Соединетите американски држави, избори на обвинители, избори на суди, избори на гувернери, сенатори, така натаму и така, но дополнителни, нели, што се избори каде што се сондира какво е пролазното време или времето после една година од мандатот на Доналд Трамп, покажува дека има сериозно незадоволство од владењето на Доналд Трамп. Што ќе рече, Доналд Трамп е веќе пасе, веќе минато, DJ Венс ќе биде клучна битка тој да не добие мандат 2028 година и нови 4 години на републиканците во Белата куќа, и тоа ќе биде клучната пресметка на геополитичката сцена. Промената во Америка, а тоа ќе биде стимулирано и од Европска унија, и од овие земји на Комонвелт, од Велика Британија и така натаму, ќе биде клучната геополитичка разврска во наредниот период. Ова 2025 година ни покаже две работи. Трамп е веќе полека заминува во историјата, без разлика што има уште 2,5 години мандат, без разлика што во тие 2,5 години може да направи и многу добри и многу лоши и промашени работи, без разлика дали ќе добие Нобелова награда за мир или нема да добие Нобелова награда за мир, без разлика дали капиталот на неговото семејство ќе го зголеми или ќе го намали, тоа се главните приоритети на Доналд Трамп, без разлика што ќе направи во Венецуела, како ќе ги регулира односите со Украина, со Руската Федерација. Тоа е една политика која има краток век на траење. Клучно е DJ Венс, што би рекла Гордана Селеновска, да не добие 4 години после Доналд Трамп, и тоа е да ја бетонира таа политика на тие конзервативни или тврдокорни републиканци, и тоа ќе биде клучната битка. Република Македонија се надевам дека ќе најди начин како да се протни низ иглени уши во тој конфликт на републиканците и демократите или на тие две мокни структури во Соединетите американски држави. Анџела Агилер ќе биде повлечена од функцијата амбасадор и од функцијата председателка на Унија на жени на ВМРО-ДПМН. Ќе дојде нов амбасадор или нова амбасадорка, претпоставувам блиски до семејството Трамп, нешто слично како што беше во Република Грција или во Хеленската демократија. Имаше амбасадор кој требаше да дојде во Белград после Кристофер Хил, па тој беше сторниран. Гледате, тamo е карма каша. Значи, нешто што е карма каша во Америка се рефлектира на цел свет, а Бога ми се рефлектира и тука на Балканскиот полуостров и во Република Македонија. Тоа е втората точка. Гледате, ние една година тоа го говориме и сега тоа што сме го говориле станува видливо, станува осветлено од сите рефлектори и тука веќе не треба многу повеќе да се троши време и да се трошат муабети. И под број 3, Русија, односно Украина, или руско-украинската војна, или мала Трета светска војна. Знаете, Трета светска војна, можеби тоа не е прогласено дека е Трета светска војна, меѓутоа кон едната страна е Европска унија, чите Германија, Франција, Велика Британија и до неодамна Соединетите американски држави, на другата страна е Кина, Кореја, Северна Кореја, Иран, Индија, што ќе рече повеќе од 2,5 милиарди жители. Тоа значи дека главните или најголемите светски сили на директен или индиректен начин се поврзани или со Украина или со Русија. Во такви услови, кога безмалку половина или повеќе од половина свет е директно или индиректно замешан во одреден конфликт, тоа можеби не може да се дефинира како Трета светска војна, но може да се дефинира како мала Трета светска војничка. Гледате, Владимир Путин, имавме интервју со Денко Малевски, јас не се согласувам со тезите на Денко Малевски. Немавете Владимир Путин, кој очекуваше дека за 3 дена, па за 10 дена, па за 1 месец, па дека ќе фрли Украина на колена, па сега не употребувал нуклеарно оружје во Украина или не употребувал цела сила во Украина, бидејќи тоа сепак било исти народ како рускиот народ и тие не сакале самите да убиват руси или Русија да се убиват со Руси. Меѓутоа повеќе од 30 пати, некој има измерено повеќе од 60 пати, имат употребено Путин, Медведев и целата екипа околу Путин закани за нуклеарно оружје. Во оној момент кога Руската Федерација ќе употреби закани за нуклеарно оружје, тоа значи дека се сериозно војнички загрозени и тоа значи дека по секоја цена ќе ја чуваат својата власт, па и по цена да употребат нуклеарно оружје. Путин, за да победи, тој мора да победи во војната во Украина. Ако не победи во војната во Украина, што ќе случи ако Германија или Франција или Велика Британија заедно со украинците изгубат во војната во Украина? Ќе има политички тензии,
ќе има политички турбуленции, може ќе има политичко прелевање или премрежување во тие држави, но нема да има драматични расколи, драматични поделби внатре во тие држави, во тие општества. Ако Путин не победи во војната во Украина, нема да остане жив. Целата структура на Путин ќе биде испратена во историја. Некоја порадикална руска, советска структура, КГБ структура ќе дојде на власт во Москва, тоа може да оди кон ескалација на конфликтот во Украина, може да оди кон некое мирно решение на конфликтот, не знаеме дали радикалите ќе бидат многу поконструктивни или ќе бидат помалку конструктивни, меѓутоа Путин мора, како што сега стојат работите, по секоја цена да победи во Украина, бидејќи тоа значи знак на еднаквост дека тој ќе остане на чело на Руската Федерација или знак на еднаквост дека тој ќе остане да живее на овој свет. Во такви контексти, услови, тој мора да прави многу тешки пазарења и многу тешки договори со две држави, Народна република Кина и Индија. И со помош на Кина и Индија, финансиски, економски, нафтено, енергетски, оружје, логистика, сателити, така натаму, тој одржува во кондиција Руската Федерација, Руската армија и Руската држава да не може или да капитулира на фронтот во Украина или економски и финансиски да се распадне. Половина од руската територија под контрола на Народна република Кина. Гледате што се случува во Кина. За 5 или 10 години Си Џинпинг нема да биде жив на овој свет. Значи тамо Кинеската комунистичка партија се подготвува веќе за периодот после Си Џинпинг. Па има еден генерал, па втор генерал, па членови на политбюро, па дали се живи, па дали не се живи, исчезнуваат преку ноќ и така натаму. И таа бетон, во наводници коалиција, таа кохезивна сила на Кинеска комунистичка партија и Кинеската народна армија одржува статус кво во Народна република Кина. Јас го поставам прашањето што ќе се случи по 5 или по 10 години, ако не и порано, кога Си Џинпинг ќе се замени од политичката и од животната сцена. Во Кина веќе се формира одредена граѓанска класа, се формира одредена средна класа, одредена група на граѓани кои имаат плати поголеми од $1000, $1500, $2000. Тие сакаат да патуваат, па погледнете по сите аеродроми низ светот, вие ќе видите кинески туристи. Тие луѓе кои имаат плати поголеми од $1000 не сакаат да живеат под страв на Кинеската армија и Кинеската комунистичка партија. Неминовно, зголемувањето на животниот стандард ќе дојде до барање на одредени граѓански права, граѓански слободи. Тамо каде што има граѓански права и граѓански слободи, ќе почне да се јават николци на повеќе партиски систем. Кога почнува распадот на СФР Југославија, па кога се појавува повеќе партискиот систем, бидејќи повеќе партискиот систем во првата фаза на функционирање добива национални, етнички примеси. Словенците прават своји партии, србите прават своји партии, хрватите прават своји партии, па погледнете Кина, тоа е како кожа на леопард, како кожа на тигар. Мали етнички групи, кога сите тие ќе направат политички партии, ќе направат кога ќе бидат олабавени стегите на Кинеската комунистичка партија и на Кинеската народна армија, тогаш Кина, знаете, може да го следи примерот на Куба после Фидел Кастро. И под број 2, тоа е Индија. Држава која заедно со Титова Југославија и со Египет, Насер, Нехру и Тито, го формира движењето на неврзаните. Сега Индија е клучна сила, купува руска нафта, се појавува како клучен играч на меѓународната сцена. Па движењето на неврзаните го формира Черчил и Велика Британија, кога гледа дека после Втората светска војна не може да го контролираат процесот на создавање нови држави, распаѓање на колониалниот систем, за да не завршат тие држави како комунистички држави, се формира движењето на неврзаните. И преку движењето на неврзаните, лордот Маунтбатен, например, кој е последниот во наводници гувернер на Велика Британија во Индија, кој е роднина со кралското семејство, ментор на сегашниот крал Чарлс III, тој е последниот, гувернер на Велика Британија во Индија. Индија преку Велика Британија преку Индија ќе учествува во сите разврски на политичката сцена, така што Русија ќе мора да се пазари со Кина, кој не знаеме во кој правец ќе од политичките и безбедносни разврски, и американците тоа ќе очекат. Кога Кина ќе земе 1/3 тамо од Сибир или половина од Сибир, кога Индија ќе биде клучна држава, тогаш американците преку Кина и преку Индија ќе имат битно влијание на односите со Руската Федерација. И одеднаш Путин, кој фрли се на картата да победи во Украина, таа победа
во Украина или на Украинскиот фронт, ќе ја плати со многу сериозни отстапки кон Народна република Кина и кон Индија, а тамо каде што е Кина и Индија, тамо се секогаш големите западни компании, дали е тоа Вашингтон, дали е Лондон, дали е Европската унија која влезена, ќе видиме што ќе покаже времето. И имате избор на нов јавен обвинител, Анита Топалова Исајловска. Гледате, тоа беше камен темелник околу кој ќе се тријат политичките процеси во Република Македонија. Кога отстрана ги гледаме работите, едно гласање беше неуспешно за смена на поранешниот јавен обвинител Лјупчо Коцевски. 6-3 беше гласањето. Тоа покажува две работи. Под број 1, ВМРО-ДПМН во оваа фаза немаше капацитет да пробие во структурите на Советот на јавни обвинители во Република Македонија. Значи можеше да има уште едно, второ, трето, пето, десето гласање и не можеше да биде сменет Лјупчо Коцевски. Под број 2, веќе имаше изгласано негово сменување во парламентот, па беше изгласана негова смена во владата на Република Македонија. Коцевски, кој очигледно беше прифатливо решение и за Панче Тошковски и за Христијан Мицковски, но притисокот од ден на ден во структурите на власти и структурите на ВМРО-ДПМН стануваше се посилен. Од кого посилен? Од Никола Груевски и структурите преку кои Никола Груевски очигледно има влијание не само во обвинителската, не само во судската сфера, туку и во политичката сфера, односно врвот на ВМРО-ДПМН. Никола Груевски или луѓето на Никола Груевски некаде на почетокот на 2025 година реферират на седница на извршен комитет на ВМРО-ДПМН дека треба да биде репризирана ланската стратегија на минатите избори, значи на ланските парламентарни избори и председателски избори. ВМРО-ДПМН истрча со кампања дека треба да ослободи Македонија од окупацијата на Дуи и окупацијата на Али Ахмети. Од кога веќе не ослободи од окупацијата на Дуи и окупацијата на Али Ахмети, 2025 година требаше да не ослободат од судската и обвинителската окупација во Република Македонија. Според моите информации, Мицковски не ја прифаќа таа стратегија. И знаете, Мицковски не прифаќа, па нешто спроведува, тоа не е ни риба, ни девојки, тоа е карактеристично за неговиот начин на делување, политичко и секакво друго во Република Македонија. Меѓутоа станува се поголем притисокот и во еден момент, дали преку левица, дали преку некои бочни, странични политички субјекти, се врши сериозен притисок врз Христијан Мицковски дека мора да направи нешто во судската и обвинителската сфера. И се случува оставка на Лјупчо Коцевски, но договор помеѓу структури на Груевски и длабоката држава во Република Македонија. Преку едно интервју на Павле Трајанов на една национална телевизија некаде пред 12 месеци, беше испратена пораката до власта, чите до Христијан Мицковски, дека длабоката држава во Република Македонија, чите мокни разузнавачки структури, чите мокни финансиски структури, чите мокни тајкунски, олигархиски или банкарски структури, не се согласуваат со смена на Лјупчо Коцевски. Од друга страна имате притисок на Никола Груевски врз Христијан Мицковски, кој бара по секоја цена, вчера, а не денес, смена на суди и смена на обвинители во Република Македонија. И бидејќи Мицковски прво нема капацитет, а второ нема политичка сила да направи упат во Советот на обвинители во Република Македонија, очигледно е најден и направен одреден компромис. Топалова Исајловска едногласно е избрана за веде јавен обвинител во Република Македонија, но целата структура на Совет на јавни обвинители, каде што власта очигледно нема контрола, е под контрола на длабоката држава. Така што длабоката држава и структурите во ВМРО-ДПМН под контрола на Никола Груевски направи одреден договор. Две институции кои биле битни за Никола Груевски, тоа е Кривичниот суд во Република Македонија и јавното обвинителство, сега е покриено со негови играчи. Како тоа ќе користи Никола Груевски? Што ќе прави во наредниот период, ќе правиме одредени политички анализи. Јас имам само една дилема. Дали Никола Груевски работи самостојно за негова враќање во Република Македонија, или тоа е договор и со Христијан Мицковски, тоа е дел од работните обврски на Христијан Мицковски, со којто и 2017 година, по заминување на Никола Груевски, доаѓа на чело на ВМРО-ДПМН. Или во оној период од една или две години, кога Никола Груевски има паралелно раководство и паралелна структура, тој во Палома Бјанка, Христијан Мицковски во Белата палата во Република Македонија. Плюс имаме интервју минатата недела на Панче Тошковски, каде што тој јасно
ја изразува својата желба да остане и понатаму да биде министар за внатрешни работи. Имаше шпекулации, не сака, па сака да биде министар за правда, па сака да оди во дипломатијата, па сака да биде тој генерален секретар, а неговиот кум или кумашин Игор Јанушев доди во дипломатијата. После тој интервју на една национална телевизија на министерот Панче Тошковски, кај што тој нели рече дека е задоволен од работата и негова како министар, но и на работата на Христијан Мицкоски како премиер на македонската влада, јасно дека Панче Тошковски сака да остане министар за внатрешни работи. Тоа му ги врзува дополнително раците на Мицкоски да размислува, не да прави, туку да размислува, да направи одредена владина реконструкција. Гледате, како во една точка се парализира целиот систем. Во една точка сите ненаплатени долгови со камати сега ви доаѓаат и вие не сте толку вешт жонглер да почнете да жонглирате со сите тие процеси и во еден момент не една, туку половина топките со кои жонглирате да ви паднат на земја. Гледате, почитани гледачи, во оваа фаза на македонскиот развој ние немаме драматично мешање на меѓународна заедница. Ниту американци, ниту британци, ниту германци, ниту французи не се мешат или ние не го гледаме тоа нивно мешање во внатрешните процеси во Република Македонија. Некој ќе ви рече, ние сме земја членка на НАТО и не е својствено меѓународната заедница да се меша во внатрешни работи на земја која е членка на НАТО алијансата, но може би се чекат некои подобри време. Ја не знам, во моментот нема никакво мешање или никакво замешателство на меѓународна заедница во политичките процеси во Република Македонија. Тоа е под број 1. Под број 2, вие немате силен неполитички субјект, силен албански политичар во владата или во извршната власт на Република Македонија. Значи, под број 1, ова влада е оставена без притисок на меѓународна заедница и под број 2, ова влада со исклучок на одредени изјави на Али Ахмети е оставена без силен притисок на албански фактор во функционирање на извршната власт. Сума сумарум, македонците, значи етничките македонци, се прв пат изминатите 34 години оставени сами да се грижат за својата држава и да ги водат, да ги димензионират политичките процеси во Република Македонија. Нема странци кои ни се мешат, нема албанци кои ни се мешат или кои не оценуват. Оставени така, во наводници сами на себе, се плашам дека ние ќе покажеме карактеристично македонско негативно искуство да промашиме пенал кога голот е оставен без голман. Во такви услови тоа е, значи не е нешто кое е карактеристично 30 или 40 години, туку наназад 100 или 200 години нова македонска територија, Македонија се соочува со најголемиот прашалник во поновата своја историја или последните 33 или 34 години. Ако ги анализираме односите на Дуи, Христијан Мицкоски, односно Али Ахмети, Никола Груевски, таму имаше една голема идеја и една мала идеја. И во големата и во малата идеја, исклучен беше СДСМ или СДСМ користеше само за одреден спотер. Ако беше реализирана големата идеја, Али Ахмети да го врати Никола Груевски назад во Република Македонија, нели тоа се разговараше на средбите ке Стеопен Даровски, тогаш Али Ахмети ке бетонираше својата позиција, бидејќи тие негови односи со Никола Груевски и понатаму се на исклучително високо, да не речам највисоко ниво. Тоа беше големата идеја, да се врати Груевски, да се подели ВМРО-ДПМН, па да се направат одредени уставни измени во Република Македонија. Но тоа ништо не зависеше од СДСМ. Помалата идеја е да се обиди да се врати Груевски, да се подели ВМРО-ДПМН. Така поделен ВМРО-ДПМН да мора да коалицира со силен албански политички фактор. Значи, кога ВМРО-ДПМН нема 60 или близу 60 пратеници, тој не може да коалицира со Влен или со Мендух Тачи 2006 година, туку мора да коалицира со Али Ахмети или партијата Дуи. Што рече, тоа е малата идеја, да се намали ВМРО-ДПМН, СДСМ повторно тука небитен, или битен како ланскиот снег, и да биде принуден Христијан Мицкоски да коалицира со Али Ахмети. Кога не се реализирани тие две идеи, сега Али Ахмети чека предвремени парламентарни избори да расчисти со својата пратеничка група, бидејќи тамо всушност е најголемиот проблем на Али Ахмети. Го нема Бојер Османи, го нема Артан Грубе, останува единствено пратеничката група, и со нова пратеничка група да влезе во нови политички разврски тука во Република Македонија. Сума сумарум, нема странци, нема албанци. Прв пат во овие 34 години македонците сме ставени сами на себе. Не знаеме каде да гледаме. Трамп не запишува,
Путин не отпишува, Европска унија многу не шиша, Вучич има проблеми, Орбан го чекат избори и како велат султанот, не остави се рачиња тука на Балканскиот полуостров. Ова е нашата политичка анализа, Ново дружење не дала интервју и последна политичка анализа 2025 година, вторник 30 декември. Се гледаме.